Може, да. Благодарам на прашањето. Вашето прашање беше во однос на планираните мерки кои што ги правиме во светло на справување со светската економска криза која што во моментов владее во Европа и во светот. Најпрво, одговорноста во вакви услови за секоја влада е огромна, затоа зашто мора да се мисли на граѓаните, мора да се мисли на компаниите, прво на најранливите категории на граѓани со цел да се заштити нивниот животен стандард, а од друга страна да се обезбеди ликвидност на компаниите со цел да може да функционираат и да се обезбеди основа за понатамошен економски развој на истите. За таа цел беа донесени на почетокот на годината 26 антикризни мерки кои што тежеа 400 милиони евра и дополнително субвенционирање на електричната енергија, што се вкупно значеше таргетирани издатоци од 610 милиони евра и кои што обезбедија мерки да немаме ценовни шокови за граѓаните и да имаме најниски цени на енергенсите и електричната енергија, особено во целиот регион. Со оглед на тоа дека ефектот на кризата е пролонгиран заради војната во Украина и со оглед на тоа што цените на светските берзи и на енергенсите, и на нафтата и нафтените деривати, и на храната и суровините постојано растат, тоа беше една од претпоставките при конципирањето на ребалансот на буџетот за 2022 година, кој што обезбедува финансиска стабилност, подршка на граѓаните и компаниите и одржување на стандардот, но и на ликвидноста на компаниите. Нови дополнителни скоро 80 милиони евра во случај да се потребни нови мерки за заштита на граѓаните се обезбедени во буџетот, а со цел да се поддржат граѓаните, да се поддржат компаниите, кои што средства ќе бидат насочени за подготовка на мерки, кои што ќе бидат таргетирани токму кон овие категории на граѓани и кон компаниите. Во самиот ребаланс на буџет предвидени се и 52 милиони евра за земјоделците, а обезбедени се и финансиски средства за непречна исплата на покачувањето на пензиите и на платите во образованието и во детската заштита, како и субвенции за покачување на минималната плата. Сето ова е обезбедено во ребалансот на буџетот кој што во моментов се наоѓа пред претениците на комисиска и подоцна на пленарна расправа. Вкупните приходи на буџетот се зголемени заради добрата наплата на изворните приходи на буџетот и приходите на фондовите, а исто така зголемени се и вкупните расходи со цел финансирање на антикризните мерки до крајот на годината. Врз основа на планираните приходи и врз основа на планираните расходи, дефицитот е планиран да биде поголем во однос на оригинално планираниот, меѓутоа помало од она што се предпоставуваше и зашто се спекулираше, и дефицитот е проектиран на 5,3% од бруто домашниот производ, во кој што нормално влегува и отплатата на задолжувањата кон странство од минатото и исплатата на каматите по основ на тие задолжувања. Во самиот ребаланс на буџет планирана е дополнителна финансиска поддршка од 4,7 милиарди денари за заштита на стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите во услови на растечка светска криза, при што е обезбеден и заштитен бафер простор за брза реакција за мерки во оваа насока. Предвиден е и пораст на трансферите кон општините заради покачувањето на платите на вработените во градинките, како и за вработените и во основните и средните училишта за 15%, почнувајќи од септември 2022 година. Дополнително се зголемени и пензиите согласно со новата методологија и за тоа се предвидени средства во ребалансот на буџетот. Капиталните расходи се планирани на ниво од 32,2 милиарди денари, што е помалку од оригинално планираниот износ,
Меѓутоа, сепак оваа сума е за 8,8 милиарди денари повисока од минатата година или за 16,1 милиарда денари, односно два пати повисока во однос на 2020 година. Она што следува на полето на инвестициите, а особено на полето на инфраструктурата, е отпочнување со работа на коридорот 8, односно проширување на автопатот Тетово-Гостивар, изградба на нов автопат Требениште-Струга-Чафасен, изградба на делница Гостивар-Букојчани, потоа довршување на делницата Ранковци-Крива Паланка и Крива Паланка до границата со Деве Баир, каде што се со Бугарија, каде што се веќе отпочнати работите, како и западниот дел од коридорот 8 преку изградба на автопатската делница Кичево-Букојчани и делницата Кичево-Охрид, зашто веќе постои закон донесен во Собранието на државата и подготвителните активности се веќе во финална фаза. Исто така, кон крајот на летото, очекуваме и започнување на работите на коридорот 10, односно на автопатската делница Прилеп-Битола. Во делот на железничката инфраструктура планирано е финансирање на трите фази од железницата, односно изградбата и рехабилитацијата на железничкиот коридор 8, како и проектот за изградба на железничка пруга Кичево граница со Албанија. Инвестициите исто така ќе продолжат и во делот на гасната инфраструктура, односно завршување на гасните коридори, како и завршување на постапките за избор на изведувач на микромрежата во општините. Дефицитот и одплатата на надворешниот долг, што е исклучително значено, во износ од 11,8 милиарди денари или вкупно 54,5 милиарди денари, ќе се финансираат преку задолжување на меѓународниот финансиски пазар, при што Министерството за финансии внимава изворите да бидат со што е можно пониски каматни стапки во услови на пораст на каматните стапки на светските финансиски пазари. Економскиот раст е проектиран на 3,2%, што е респективилен раст во услови на ваква криза, и тоа е во линија на проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, додека стапката на инфлација е на 7,2%, што е пониско од голем број на земји во Европа. Растот на вработените исто така е проектиран да биде позитивен, за 1,6% изголемување на вработеноста, што ќе придонесе да се зголеми стапката на вработеност на 47,9%, а да се намали стапката на невработеност на 14,5%. Просечна најнето плата исто така се очекува да бележи пораст и тоа да биде со раст од 11% во 2022 година во однос на минатата година. Финансискиот систем се покажа успешен и резистентен на ковид кризата, исто така и на светската криза предизвикана од војната во Украина и од зголемената цена на енергенсите. И тоа може да се види како од тргувањето на берзата, така и од капитализацијата на банкарскиот систем, и затоа сакам да упатам уште еднаш благодарност до Народната банка за навремените мерки и за добрата координираност со Министерството за финансии и со фискалната политика. Секако заради неизвестноста која што произлегува од војната во Украина, очекуваме темата во однос на пазарите на капитал, во однос на финансирањето да биде и понатаму актуелна, и затоа Министерството за финансии постојано преку своите соодветни сектори за меѓународни финансии будно ги следи движењата на светскиот пазар и согласно со неделните движења ги носи одлуките во однос на финансирањето на дефицитот во буџетот и обезбедување на средства со најниски можни каматни стапки. Во однос на антикризните мерки, веќе ги елаборирав низ неколку прашања, меѓутоа главно е дека тие ќе продолжат до крајот на годината, дел од нив се активни, тоа особено се однесува на одржувањето на финансиската ликвидност на компаниите преку обезбедување на кредити, гарантни шеми и зелени кредити за енергетска трансформација за компаниите. Во однос на електричната енергија се уште е на важност намалувањето на стапките на данокот на додадена вредност
и веќе се направени сите активности со цел да имаме непречено снабдување со храна и со енергенси во текот на Дали пратени